Добро вечер. Во наредниот час ќе се обидеме да одгонетнеме една дилема која лебди во политичката платформа на македонското предизбори. Како ќе се позицираат албанците? Или просто едноставно речено за кого ќе гласаат? Се разбира во првиот круг за Река или за Пендаровски. И досега, во досегашната пракса при изборот на шеф на државата, албанците имале своји кандидати. Тие биле или во ликот на Имер Селмана или професорката Ходжа, или пак во ситуација во која денеска Блеримир Река настапува како самостоен кандидат за кого застануваат Алијансата и партијата на Касами. Она што е, би рекол, уставно еден нов политички феномен, кој веројатно ќе остане на подолготрајни стази во идните македонско-албански релации, е за прв пат формирана една изборна коалиција меѓу македонска и албанска партија, меѓу македонската коалиција на СДСМ и ДУИ. Би било интересно да се види дали на политичката сцена во албанскиот електорат овој судир ќе биде меѓу другото и судир меѓу Села, Река и Ахмети. Дали ќе порасне рейтингот на Река или ќе се сочува се уште доминантното влијание на Али Ахмети како стабилен владин партнер. Дали е возможно тактизирањето на Села и Касами за можна изборна или постизборна коалиција на следните парламентарни избори со сегашната македонска опозиција ВМРО-ДПМН. Според тоа, можам да извлечам уште неколку вакви предпоставени дилеми, но во основа за нив се разговара. Мои вечерашни гости Мерсил Билјали и Лјатифи Шпати. На почеток за двајцата, како ви изгледа досегашниот тек? Ние се задоволуваме со она стерилна констатација, мирна е, како да очекувавме повторно калашникови. Сосема известно дека созреавме и ми се чини дека за прв пат имаме предуслови да се формира така наречен изборен албанско-македонски корпус. Билали? Па, добро, значи, атмосферата реално и не е жештена, значи, мирна е и не мислам дека е лошо. Зашто е така. Значи, по-добро да се создаде амбиент кога луѓето може потрезевно, значи, и поприродно да размислува, да ги анализира состојбите и да зазема став отколку да се наелектризира ситуацијата кога други параметри и други сегменти влијаат врз неговата волја како ќе гласа. Значи, тогаш рационалните аргументи, тоа што е нормално, тоа што е реално, тоа што е животно, значи се заборава во цел на повисоки интереси на тоа што успееле политички партии да го направат како фокус, било и вештачки, и тоа и резултатот од гласање тогаш значат дека не се извор на природните желби и барања на граѓаните и гласачи, туку на тоа што вештачки е наметнат како голема тема и голема слика која често и не е реална. Тоа го кажавте со право дека значи прв пат се случува една мултиетничка коалиција која мислам дека чекот. Мултиетнички имавме и досега во рамките на коалицијата на ВМРО-ДПМН, зашто имаше роми, нели турци. Предизборна коалиција. Овој пат е коалиција македонци и албанци. Тоа е односно меѓу водачки македонска и водачка албанска политичка партија. И тоа додава или одзема од така наречениот албански и македонски биполаризам. Да, ама не треба тоа да го абсолютизираме, затоа што и во таа партија СДСМ гледаме дека членуваат доста албанци, а и ДУИ едно време отвараше ограноци во Источна Македонија и не знам дали тие пас. Со таа една несреќа личност која... Но, реално, значи, тие се граѓански
политички партии, но реалноста е дека практично членуваат мнозинство на едната или другата заедница и тука сте во право. Значи, мислам дека државата која се спрема да за преговори во однос на членство на Европската Унија, тоа е еден чекор напред. Но, да се вратим на темата конкретно. Дали е ова сега што практично имаме кандидат на дел од албанскиот политички корпус? Не, да завршиме со амбиентот. Шпатим вашиот печаток. Вашата оценка и ова димензија на ривалитет сега на оден начин внатре во албанскиот блок, во каде што имате не директно албански судир, туку судир на река со Заев и со Ахмети на оден начин. Да, точно е тоа. Точна констатацијата дека иако имаме првпат еден ваков концепт, историски албанците навистина гласаат во вториот круг, кога нема албанец кандидат на претседателските избори, од независна 91-92 година. Меѓутоа, што е разликата? Тоа што споменавте дека за првпат се случува да најголемата албанска партија не извади воопшто свој кандидат. И второ, претпоставам дека атмосферата е сменета во насока на тоа дека до сега албанците кога гласа за председател гласа против некого. Гласа против Љубиша Георгиевски, против Киро Глигоров, гласа против Тито Петковски, кој беше против Борис Трајковски, гласа можеби повеќе против ВМРО отколку против Сашко Кедев, кој беше со Бранко Црвенковски, така натаму. Значи, овој пат навистина судирот е поинаков и мислам дека е тоа позитивна еволуција на целата наша демократија, бидејќи веќе ги напуштаме тврдокорните националистички концепти на политичките партии да настапуваат и со таков жаргон и со таква платформа. И веќе имаме и од страна на македонските политички партии, повеќе од СДСМ, тука би рекол, отколку од ВМРО, меѓутоа, еве и кандидатот на ВМРО Силјановска, како на некој начин да се благо, меѓутоа дистанцира од реториката на самата партија, со тоа што партијата не ги повикува албанците да гласат за Силјановска, меѓутоа она упорно се обидува колку што и дозволуваат и можностите и сепак програмата, не сакајќи премногу да ја напушта програмата на ВМРО и незината, дека сепак е блиска и со албанците и има и во своето семејство, нели, имаат блиски така натаму, тоа многу понарочито се гледа кај Стево Пендаровски, кој што упорно ги брани тезите на власта, имено, кој што не велеа како што порано се случуваше кога имаше некој албански проект, дали е тоа законот за јазиците, дали е за правишната застапеност, дали е за повеќе права, да испадне дека тоа се прави заради некој договор со коалициониот партнер, туку навистина СДСМ сака да им покаже на албанските гласачи дека и тие се грижат за албанскиот интерес. Дека не е, да речем, уствено флоскула дека сме ние едно општество за сите, туку реална димензија на имплементација на, да речем, вулгарно на еден соживот, повеќе одошто на реалното разбирање, на политичкото меѓусебно уважување. Така е, бидејќи долг пат е изоден. Јас се слагам дека во тој долг пат имаше и доста чекори назад, и тоа е жалосно, бидејќи сега Македонија требаше во сосема нови води да биде и воопшто да не ги третираме се уште отворени прашањата кои што се отвори уште во 90-тите години, меѓутоа никогаш не е доцна и тоа што сега е предмети политички дискурс и на претседателските кандидати како последица е дека целата атмосфера е поопуштена, порелаксирана и кандидатите навистина се обидуваат во рамки и на законските надлежности кои ги има претседателот, бидејќи знаеме дека се тоа лимитирани ограничени извршни овластувања и функции, да се обиде да допре до сите гласачи подеднакво. Исто така и професорот река, се обидува да се обрати колку што може, па дури имаше и во етнички чисти македонски градови се појави, барајќи го гласот и таму во Струмица, во поголемите градови Штип, исто така беше и во Битола, тоа е исто така мешана средина. Мани му го проби патот и за еден универзитетски професор како што е Влемир река, тоа беше сосема нормално и тоа е сосема и легитимно. Да. Сега прашањето е, две прашања има уште за албанскиот блок, тоа е прашањето на генералната абстиненција и на намалување на гласачкото тело, на физичкото намалување на гласачкото тело кај албанците, не на самото изјаснување. И второ, се разбира, се враќаме како прво, тоа е
дали се работи овој пат за партиски и политички ривалитет, да се намали влијанието на Ахмети, доколку река и села освојат, да речем условно, прилично репрезентативен број на гласови кои би можеле да бидат компаративни дека нема таква доминација Ахмети и Дуи. Па, тука имаме еден парадокс кој се појавува, значи, скоро пред секои избори. За несреќа на тие кои сакат да го заземат местото на Дуи и за среќа на Дуи. Значи, Дуи цело време работи против себе, кога ќе дојдат изборите, другите ја спасува. Значи, опонентите не за ја спасува со лошите политики кои прават, во овој момент. Значи, сега мора да знаеме дека реално ситуацијата е таква која е под мониторинг на важните сегменти поврзани со геополитиката кај нас. Ако тоа се игнорира со игри кои се мисли дека ќе донесат до некаков профит, политички профит или друг профит, да кажем, или некоја калкулација лична или партиска, мислам дека со тоа пред странци, пред меѓународен фактор, а и пред внатрешната јавност која знае да ги прочита состојбите, значи паѓате на испит. Наместо, например, партијата на Селја да излезе со проект уште поавансиран во однос на Дуи, кој е девалвиран, го прави тоа што опозиција треба да прави, го прави Дуи. И игра точно на таа што е интерес на геополитиката, мирот, значи, во регионот како целина и продолжување на процесот на реализација на проектот поврзан со Преспанскиот договор. Ама тука има една важна финеса. За прв пат, мислам, овие избори, нит Косово, нит Србија, нит овие геостратешки регионални прашања не се тема на македонско-албански конфронтации или различни погледи. И уште повеќе што е најважно, мислам дека во албанскиот блок, како вели Амди Барем, 112 се за НАТО, така да тука нема разлики. Прашањето е сега дали ќе се одигра играта како што е идентично кај македонците, борба против криминал, корупција, правна држава, и тука да се сведе на разликите меѓу... Да, меѓутоа, мислам дека странците знаат да ги рангират тие работи. Тие знаат дека со лоша игра на политички структури врз таква опоненција што моментално посебно кај албанскиот блок може лесно да се загрози значи понатамошната реализација на Преспанскиот договор. Размислете, например, претпоставувам да поради лошата игра да се добиват повеќе гласови кај другиот блок кој е против Преспанскиот договор. Без оглед на тоа што втора фаза може би ќе добие другиот кандидат, но со тоа веќе го храните една структура која како основа, значи, ги има големите идеи, македонството и така натаму, предавството во однос на името и многу што, со што ќе добија енергија со која ќе се храни и ќе може да почнат масовни протести со што ќе се блокира ситуацијата. Ама тоа албанскиот блок не го интересира. Не треба да интересира. И мобилизирање наспроти таквата тензичност. Дали мене ме интересира специфичноста. Не мислам дека може, не мислам дека може да се изолира. Секоја јака манифестација, секој популизам кај македонскиот дел, по автоматизам, по дефолт се рефлектира на цела држава, кај што живеат и албанците. Зато начинот, ја мислам дека демократско право е на секого да се појави како кандидат или на секоја партија да истакне кандидат. Во овој момент, мислам дека сепак се провоцира ситуацијата од тесно партиски интерес. Твојот став? Исходот и резултатот од овие претседателски избори нема автоматски да се преслика во рейтингот на политичките партии, затоа што тука математиката е покомплицирана. Значи, кој ќе освои колку гласови на претседателските избори, особено ако ги компарираме владиниот кандидат или коалицијскиот кандидат и професорот Река, нема да значи дека рейтингот на албанците, кај албанските политички партии е тој. Бидејќи
сепак они си имаат свој рейтинг и резултатот за една година, кога ќе дојдеме до парламентарните избори, може многу да се разликува од овој резултат. Именно затоа што, особено кај опозицијата, особено кај албанската опозиција, бидејќи сега, колку и да е поддржан, професорот река, од двете опозицијски албански партии, и колкави да изнесува бројот на гласовите, значи, знаеме горе-долу дека лимитот е тој. Ние сме имали искуства и минатото, Муарем Неџипи освои околу 160.000 гласови, Гзим Острени слично, Имер Селмани исто така. Значи, тоа е некој горен плафон на албански кандидат на претседателски избори. Тоа автоматски нема да значи дека поддршката на Алијанса за албанците и БЕСА, особено затоа што овие две политички партии се уште не знаеме ни како ќе настапат на следните парламентарни избори. Мислам дека коалицијата не е и така ветувачка и самите односи не се толку позитивни помеѓу нив. Ова е една опција или една карта која што ја игра ДУИ за прв пат со поддршка на кандидат кој што подолго време и ја заговараше како идеја. Он именно инсистираше подолго време да има консензуален кандидат, во смисол дека треба поголемите македонски и албански политички партии да поддржат еден кандидат. Тој концепт е сега на тест. Јас се надевам дека... Само еден момент, близко сте. Угостивер вели, ова е проект на промена не само на менталната структура, туку и на инсталирање на една нова филозофија и концепт, кој што е корисен и оправдан за сите граѓани на Северна Македонија. Да беше убеден Али Ахмети, само еден грам дека нема да го направи албанското прашање, никогаш немаше да учествуваме во ниту еден ваков сличен проект. Што значи дека мојата теза е дека после овие избори, што год да се, како и да се случи, следната фаза не може да биде под нивото на можно предизборно коалицирање во двете средини. И тоа е, мислам, една од главните придобивки на ова што сега може да се случи. Тоа е таа еволуција која што ја опишав во пред малку, еволуција на политичката сцена во Македонија или Северна Македонија последните 30 на години. Ние тешко ги правиме тие исчекори, меѓутоа се слагам дека кога еднаш веќе ќе се направат, треба навистина некој голем, некој многу неодговорен политичар да се појави, што не сум убеден дека се уште ги немаме, дај Боже да ги снема веќе неодговорните политичари кои за кратко време знаат и целата атмосфера да ја вратат 15 години назад и самата меѓуетничка доверба, бидејќи ние реално имаме и многу останати проблеми кои што не ги решаваме и кои што ја оставаат и државата заложник баш поради овие проблеми. Се надевам дека овој исчекор што се прави сега нема веќе да ни овозможи да се вратиме назад. Тоа е едната работа и втората работа, ако погледнете во минатото, дискретно и самата поддршка која што ја добивавме како држава и од меѓународниот фактор, одеше во насока и се уште оди во насока дека покрај етничките прашања ние сепак треба да имаме и една покохезивна меѓупартиска комуникација и соработка, да не претерам да речам дека на одредени моменти и се инсистира да самите политички партии полека го тргнат тој етнички предзнак. Тоа веќе почнува да се случи. Најеклатантен беше примерот на последните парламентарни избори, кога значителен број на албански гласови доби СДСМ и пак следните избори ќе покажат дали тој концепт. Меѓутоа, гласот што се добива треба да се оправда секако. И ако со нејзината платформа, со сите пропусти и добри работи на СДСМ, ако успеат, особено во чистите албански средини, како што е Рачиново, например, и останати општини каде што СДСМ победува со албански кандидат, ако се оправда оваа политика, мислам дека на долг рок ќе има позитивни последици. Со тоа што ние нема веднаш да ги напуштаме етничките партии и веќе ќе се избришат сите македонски, албански, ромски, турски, така натаму партии, ќе има само политички партии. Ја не верувам дека тоа ќе се случи барем во наредните 10-20 години, може и подолго. Меѓутоа, тоа се прави сега, еден чекор по чекор,
и се надевам Дали во албанскиот блок, како и во македонскиот, е возможно националната карта да е спуштена, иако Преспанскиот договор ги раѓа и во едната и во другата средина, ги разбива рововите или ги подига рововите, и дали се и во албанскиот блок да се случи исто што во моментот и во македонскиот може би случува, а тоа е наместо разговор за стратешките правци, за тоа што сме да се симне на нивото на секојдневието што граѓаните го осеќаат. Криминал, нема правна држава, нема сигурност, нема работа. Младите бегаат. Ја само на кратко ќе ви одговорам пред да му дадам на професорот збор. Спуштена е етничката карта и реторика поради начинот на функционирање и пред се самиот политички дискурс кој што во јавноста го промовира премиерот Заев и Али Ахмети. Значи, ако следите подолго време, а особено откако е формирана новата владина коалиција, етничките прашања се третираат многу предпазливо. Ке биде целосно спуштена етничката карта, во уште два параметри треба да се сменат. Прво, треба навистина да се разрешат сите отворени етнички прашања. Неодамна беше спроведено едно истражување, ова малку вон контекст, меѓутоа колку да се даде и аргумент против, во неколку општини во Македонија, во средните училишта, околу тоа колку е застапен јазикот на омраза помеѓу етничките заедници. Запрепастувачки беше податокот што дури 1/3 од самите наставници во нашето образование, во нашите училишта, во образовниот процес, се уште користат говор на омраза. И тоа веќе е малку подалеку сежно и нешто што не велам дека не е заостануваат тие и втора работа, кога опозицијата, и македонската, и албанската, тука сметам и ВМРО, и села, и останатите, ќе го спуштат етничкиот жаргон и навистина ќе, тоа што рече професорот, практичните проблеми ќе преовладуваат, бидејќи ние се уште имаме многу такви проблеми. Значи, реално имаме радикална трансформација на општата колективна свест кај двете заедници и ќе ви кажам една анализа и сондажа направена од студенти кои пишуваат за политичката култура и тие промени кои се случуваат за, би рекол, драматично кратко време. Значи, да не само пред 20 години покажува дека процентот на луѓе кои не би гласат за кандидат албанец и не би гласат за кандидат македонец од албанската страна во конкуренција со албанец и конкуренција со македонец е драстично поголема. Тоа е над 80%, зборувам пред 20 и нешто години. Сега е сведо вака. Анализите што ги правиме со студенти кои пишуваат за политичка култура и променат на свеста на тој план, значи само 19% од албанците во конкуренција. Ако двајца кандидати, каде што македонецот е вака покосмополитен и има визија за развој, не би гласа за него. Значи, само 19% не би гласа поради национална припадност. А кај македонеците е 22%. Тоа е, значи, разлика не е голема. Сосема толерантна. Меѓутоа, значи, тоа покажува дека многу што е променет. И исто така има големи промени во однос на тоа како албанците ја чувствуваат државата, значи како нивна, и тоа што се вели популарно лојални граѓани на државата, со постепено авансирање на нивниот статус. Значи, ние знаеме пред 15 на години колку беше сатанизирано високото образование на мајчин јазик и тоа од видни луѓе кои денеска прокламираат коезија етничка и така натаму, беше прогласен за проект кој е антидржавен, кој ќе пропадне и не знам, вампирски проект. Потоа многу што се случи во однос на јазикот, така што изгледа што повеќе се решават проблеми, тоа повеќе луѓе се интегрираат. И завршуваат со тој патриотизм, значи поминува тие времиња кога бројот на патриотите беше скоро рамена бројот на жителите. И кај едната и другата заедница. Сега луѓето се враќат на реалните потреби. Да имат подобро образование, подобро здравство,
поголем економски развој, поголем стандард, подобра живеачка, значи или друга опција и не постои. Има една работа која е нови на одреден начин и ја морам да кажам дека и со река у интервјуто, а и после тоа кога сум разговарал, на прв поглед ми беше нејасно. Што значи република? Ја мислам дека искрено да кажам дека тој слоган нема никаква логика. Откако почна да го применува и да го објаснува, сушност најдов равенство, а равенството е едно општество за сите, што е република, и второ, република како синоним на правната сигурност и на државотворната сигурност, што може да биде не прашање на уредување, туку прашање на филозофија на животот. Вие што мислите? Мислам дека не само во република, туку ние имаме и монархии кај владее демократијата, владее правото, функционира системот и правата на човекот се на завиден ниво, без оглед на етничка и верска и така. Значи, не би го поврзал демократијата и функционирање на... Трите држави кои имаат монархија имаат најголема слобода на новинарите. Апсолутно. На новинарството. Значи, и тоа може да биде република. Репер. Шпатим ти што мислиш? Извини. Извини, ја на Пертујама ние долго време се знаеме. Така е, така е. Предпоставувам и од политичките појавувања на тоа што сум успел да го разберам, е да успее државата да се доживува подеднакво иста и добра за сите, значи како едно општо добро, иста за сите. И тоа е навистина еден добар повик, реално, со кој што ја гледам дека ни еден од кандидатите, ниту партиите имаат против да повикаш на рамноправност, да повикаш на исти права и исти можности пред се. Е многу сличен и на самиот слоган на Стево Пендаровски, кој што вели едно општество за сите, река вели држава за сите или република за сите, општо добро за сите. Така што тие не се синоними, во смисол дека во држава која што е на македонците и албанците, ние подразбираме тука и конститутивен елемент на еден народ, албанскиот народ, или барем тука се подразбира држава на два народа, визави концептот на едно општество за сите, кој што подразбира држава и општество подеднакво исто поставена и добра за сите граѓани, не со етнички предзнак. Емисија го стави најбомбастичниот наслов, нешто многумина се лепат, за кога ќе гласат албанците, имајќи го предвид дека корпусот на албанските гласови доминантно ги решаваше ривалитетите меѓу СДСМ-ските и ВМРО-ските кандидати. Овој пат имаме една прилично специфична ситуација. Прво, мислам дека има значајна абстиненција кај албанскиот корпус. Тој не поминува над 55%. И во апсолутна бројка не поминува речиси од 180-200 гласови. Сега прашањето е за кого тие ќе се определат во вториот круг, зашто нам ни е јасно дека сите добри надлежи на Бледи млека може да паднат во вода, со оглед на фактот дека по правило тешко дека би можел да влезе во ривалитет. Сега прашањето е, ако Ахмети ги гарантира за Пендаровски, дали Села и Бледи млека ќе играат нова опозицијска карта или секој од нив ќе заборави на реториката на довчерашните противници? Мислам дека е невозможно да се направи сериозна анализа без оглед на анкетите кои се презентираат врз нивни анализи во балканскиот менталитет и во тој склоп и македонскиот и албанскиот менталитет. Ако го прашувате по телефон дали ќе гласа за македонец и албанец, не очекувајте искрен. Бар 90% немате искрен одговор на тоа. Тие сондажи обично се површни и се докажу дека не се точни,
Значи треба поинаков начин на кој луѓето директно ќе разговарат и тоа не како директно прашање. Туку за некоја друга тема и на крај како слободен муабет да испадне да излечете нешто од него ќе види дека имате поинаков резултат. И затоа мислам дека тоа што ќе се случи на теренот, бар јас очекувам, ќе ги изненади сите луѓе, ќе ги собори сите анкети кои се направени. Според мене, од прилика колку имам информации, значи нема голема излезеност кај албанците. Без оглед на тоа дали се работи за едниот или за другиот кандидат, или не се стимулира од едниот или од другиот. Прво, значи, еден добар процент на млади кои се заминат надвор. Тоа се рефлектира кај нивните родители негативно дека па јас немам ништо од тоа, ето, детото ми избега надвор, не сум заинтересиран ни за македонскиот кандидат, условно кажа, ни за албански, нема да излезе. Значи, 1% реално, и тоа голем процент, ќе останат дома. Тие што ќе излезат, што мислам дека ќе гледат подлабоко и подалеку, значи не е смак на светот ако некој процент од луѓето се замија надвор. Целта е дали можеме да ги вратиме, дали треба да создадеме амбиент за да се вратат. Например, рекорден број на луѓе што ја напушија нивна држава би ирците. Тој има една смешка кога великаже председателот на државата, кога гледа низ прозор масовно бродовите бегат кон САД и тој се уплаши дека ќе остане сам. И значи, логиката дека се заминати, треба се замени со логиката да создадеме амбиент да се врати. И сега, како ќе заврши гласањето? Ја мислам дека ќе се подела. Значи, на тоа што реков, 19% од албанци што се изјават никогаш не би гласал во споредба македонец-албанец за кандидат македонец, без оглед на тоа колка е нивна разлика. И тука, значи, јас очекувам дека гласови ќе се поделат половина на пола. Значи, едната затоа што не сакам да гласам за македонец, тоа е еден мал процент, и нема повеќе од тоа. Сега колку ќе мобилизира, тоа со право кажа професорот, не може значи партијата на алијанса да се пофали на тие бројки затоа што тој 20% ти е дарен автоматски. Ако ја држам оваа теза, ајде да продолжиме со шпати. Не само да завршим, потоа продолжим. И мислам дека 50 со 50%, јас не очекувам повеќе од 100.000 албански гласови, со што значи 50.000 ќе ги земе едниот, 50.000 ќе ги земе другиот. Зошто велам вкупно 100.000? Поради тоа што една голема бројка, значи на млади се замине надвор и еден голем процент што не би сакале овој пат, значи да гласат малку под некаков револт, затоа што се уште не гледат нешто економски, да има некакви сигнали. Тоа значи дека и албанците не ги задоволува ова аура дека само што не влеговме во НАТО, ЕУ, како што за Ахмети и за албанците тоа е најважниот. Тој интелектуален слој е свестен дека со ваква игра, ако се нарекува тивок бојкот за тој процент, тоа е штетно, затоа што евентуално ако пропадне цензусот, ние можеби ќе го пропаднеме и НАТО, затоа што не сме ние се уште членка на НАТО. Треба 50% на држави да се ратификува протокол. А баш ка преговорите, ја мислам дека баш да не направиме грешката пред целта да се соприви да паднеме. Како се подели албанскиот глас? Зашто и кого ќе избираат во вториот круг? Во вториот круг под предпоставка дека двајцата македонски кандидати ќе влезат во вториот круг, гласовите ќе бидат поделени помеѓу Стево Пендаровски и апстиненцијата. Значи, тие што ќе излезат, мислам дека ќе изгледат да гласат за Стево Пендаровски, тие што нема да излезат, нема да излезат, поради причините кои што ги спомена професорот. Неблагодарно е да се предвиди колку и колкава ќе биде излезноста, имајќи го предвиди дека навистина се помала и помала е излезноста, имајќи предвиди дека ние немаме се уште точна бројка и попис на самото население, така што не знаеме ни колку гласачи имаме физички присутни во Македонија. Тоа е едната работа. Втората работа,
Ке се надоврзам на концептот на патриотизмот. Јас убаво го сватив професорот и тоа е така. Меѓутоа, не кажавме дека тоа е дефиницијата за патриотизам од 19. век. Денеска ја се надевам, камо среќа да имаме навистина патриоти колку што имаме граѓани, меѓутоа во модерниот концепт и значење на зборот, а тоа е да ги почитуваме законите подеднакво, да важат подеднакво за сите и да важат исто така и шансите и можностите подеднакво за сите. Значи, тоа е реалниот патриотизам, да се платат даноците и да се очекува дека тоа што се вика институтот конкурс, која ќе се аплицира било за работна позиција или за унапредување во кариера или било што, да се почитува меритократијата. Нешто што ние се уште сме далеку од тоа. Исто така и вториот круг, судството. добро, уште сме на оваа тема да не го шириме политичкиот агол. Можда ли е вториот круг да не донесе цензус и да не избереме председател, со оглед на фактот дека е ниско нивото на мобилизација на албанското тело, без оглед дали ВМРО ќе бойкотира, дали СДСМ може да биде дел од неговото гласачко тело прилично незадоволно и така натаму. Па многу што зависи од гласовите што ќе ги добие алијансата и пристапот на таа партија во однос на вториот круг. Јас чув една изјава што мене ми наликува на нешто абсурдно, например, од лидерот на Алијансата, кој кажа дека ниеден наш глас нема да се даде за македонски кандидат. А од друга страна гледам дека постои некаква соработка во Дебар или некакви средби меѓу нив, предпоставувам дека постојат. Значи, мислам дека ние сме мал амбиент и тоа се дознава. И сега, Зашто било тоа зло дека соработуваат на локално ниво алијансата со Не, ама види, не, тоа е да добро. не забораваме дека имавме коалиција која Не ве велам дека е лошо, но мора да се навикнеме на политичари кои имат некаков став, интегритет. цврст став, интегритет и нешто која ќе кажат ќе обстојат на тоа. Значи, ако кажувате вие дека нема да дадат ниеден глас на македонска, тоа е легитимно. Не е проблем. Тоа е Но реакција. ако го правите Не. спротивното, Чекај значи да ја заоставиме малце. Тоа е реакција на повредениот села од македонските, условно да кажам, терористи во собранието, баш со нив сега соработува. во кое он не сака да соработува со нив, ама нема три чисти да каже дека... Сета игра може да биде убава колекција на ножеви на грб, зад грб на евроатлантските процеси. Затоа што тој процент претпоставува од 50.000 гласови. Може да биде бројка што да падне цензус на на втората рунда. И затоа велам дека играта не е само првата рунда и не е само тоа да се истакне кандидат за некакви профити политички, партиски или лични. Туку влогот е огром. Значи, мислам дека ако падне цензусот, навлегуваме во многу матни води или турбулентни води, што не знам како ќе се справиме, а ризикуваме двата процеса да се стопира. Шпотим? Ја ќе бидам малку екстремен во ставот. Имајќи го предвид искуството со председателите што сме го имале како држава, мислам дека државата нема премногу да изгуби ако воопшто не успее да избере председател, барем за кратко. Бидејќи сепак самата изјава на премиерот одеше во насока дека Тоа е би било можно. прв пат во историјата на Македонија, ама и тоа не сме го пробале како искуство. Да не Треба и тоа тоа да избрано пробаме. председател, поверете. Ако се случи тоа, веројатно ќе се оди кон промена на моделот на избор на председател, ќе ја упрости самата математика на одредена доза на штета на самата демократичност, на демократски легитимитет на функцијата председател на државата, поради непосредната демократија што се практикува при... Мислам дека тоа алтернативата би било ова што го зборува и министерката, дека или собрание или намален цензус до 20% или без цензус
како што во една прилика Да, имам и претендентот да, Гордана и Силјановска, професорката. не само она. Има многу случаи во светот на вистина каде што во вториот круг воопшто нема Нема цензус, бидејќи е според таа логика на вистина е нелогично ако двајца кандидати влагаат во балотаж да не изберете еден кој што е победник, бидејќи едниот секогаш ќе биде победник, дури со еден глас повеќе ако има. Меѓутоа тоа е моделот сега што го имаме и помалку веројатно е опцијата да одиме кон намалување дополнително на цензусот, бидејќи треба и за тоа квалификувано мнозинство и за тоа расположение, тоа ќе нема да им оди во прилоги на албанските политички партии, бидејќи на вистина ќе се дефакторизира тогаш уште повеќе самата тежина на албанските политички партии, може веројатно да се оди кон менување на моделот да се избере претседател во собрание. Меѓутоа, како да речам, неблагодарно е вториот круг, претпоставувам 50-50 се шансите да има или да нема цензус, имајќи предвид дека на вистина атмосферата е тивка, што е добро, меѓутоа за цензусот е лошо. Затоа што излезноста се зголемува кога има повеќе судири помеѓу политичките партии. Јас два пати ја цитирам Ангелка Пеева во ова студио, изаде со прилично интересна пиар агенда. Вика, малку дајте бранувајте за да се дигне адреналинот во гласачкото дури тело. последните 2-3 дена гледам дека се појавуваат и оние негативните на кампањи, спотови на кандидатите против другиот. Што уште повеќе ги демотивира луѓето. Што ги демотивира затоа што и да кажете, како и да се свртите, ние сите политички актери, особено овие што се во подолго време што се присутни на политичка сцена, ги знаеме кои биле нивните ставови, ги знаеме и нивната еволуција. Но негативно ќе биде по интегративните процеси во смисол на одложување на процесите, особено кон Европска Унија. Не толку за НАТО, бидејќи тоа е со горе-долу председател и затворена. без председател се погласни се навестувањето дека баш во јуни датум тешко дека ќе се добие со оглед на очигледните резерви што постојат во влијателните држави како што е Франција и Холандија и значително успорување на процедурата на ратификација во германскиот Бундестаг, што исто така зборува за одреден степен на внимателност веќе и кај домашните политички дипломати. Ние треба брзо да испорачаме и резултати не од аспект на испорачување и избор на председател. Ние треба да испорачаме резултати по клучните приоритети кои што ни се дадени како домашна задача и како апче што треба 3 пати на ден да ги испиеме, тоа 24 часа да се сработи. И тоа не е лесно, особено затоа што тој е нашиот институционален капацитет, политичките влијанија, политичката волја и како да ги направиме кога поголем дел и позиција и опозиција поголем дел. Има експоненти од едната и од другата страна кои што треба да бидат фатени од законот и да се пензионираат политички, ако не и да сносат одредени кривични последици. Има впечаток дека со професорот заговарате резервираност дека сите што не ќе сака да гласат против Пендаровски ќе бидат абстиненти на одреден начин. Меѓутоа, ми се чини дека во политичката прагма, Ахмети тоа го покаже, екстремностите во Македонија може да го заменат говорот и на омраза и на екстремности кога е во прашање власта. Зошто тоа не би можеле, например, и река со Мицковски? Ако мислите на села, не на река, бидејќи он најави дека ако не победи ќе се пензионира од политиката. Видете, не само тие двајца, Мицковски и Села. Пак да се навратиме од поучени од искуството, толку памтиме, последните 25-6 години памтиме, дека секогаш, кога сме имале две политички партии на власт, колкави да биле проблемите на терен и кај самиот народ, нивните коалиции перфектно функционираат. Меѓутоа, тие коалиции, ако не се принципиелни и ако не се изградени врз здрави основи, тие се краткотрајни. Самиот факт што Ахмети останува на власт подолго време од било кој и албански и македонски политичар, ако сакате, во независна... Бајги и траеш. Да, меѓутоа, Ахмети е веќе 17-18 години. Говори за фактот дека на вистина он гледа малку подалеку од останатите, бидејќи ние имаме политички партии кои што се создаваат за еден
циклус на избори и исчезнуваат потоа. Дуи е етаблирана партија во тој смисол и мислам дека проектите кои што ги промовира, без разлика што има луѓе кои што велат дека тоа се прави и поради лични интереси и да се заборават одредени работи, мислам дека се храбри чекори, колку што се храбри чекорите на самиот зајави на СДСМ за менување на името на државата. Само уште еден елемент да додадам кога сме кај градењето на меѓуетничката доверба, кој што директно ќе влијае и во следните изборни циклуси. Ние ги имаме комисиите за разрешување на оние отворените меѓусоседски прашања со Бугарија и со Грција. Кога? Тогаш тие ќе резултираат со некаков плод, со некаков договор. Време е институционално и тоа што остана незавршено помеѓу двата најголеми етникуми во Македонија, исто така да се формират одредени комисии, односно институциите да ги преземат одговорностите. Ние се уште имаме книги на учебници кои што се во употреба во нашиот образовен систем, кои што промовираат говор на омраза или одат во тие се останати од времето, од претходната власт, меѓутоа се уште се во употреба. Така што како ги подобруваме односите со соседите, да видиме и до крај да ги затвориме овие прашања. Имаше на 2001, ако се сеќавате, пред да избие воениот конфликт, ДПА и ВМРО тогаш тврдеа дека Македонија е оаза на мирот, за само после неколку месеци да избие воен конфликт. Билали, ќе успеат или нема да успеат председателските избори? Референдумско прашање. Бидејќи не успе референдумот, дека многу ќе зависи како политичките партии ќе одиграат на вториот круг. Оди реков дека постојат повеќе сегменти кои се уште ги демотивираат за еден слој и на македонци и на албанци. И посебно, мислам, дали тоа беа огромни очекувања за ова власт за кратко време да направи, или големи реформи во судството и така натаму, што сепак се виде дека многу што треба да се калкулира за повисоки интереси, за поголемата слика, евроатлантската слика и тука во склоп на тоа и гласовите што треба едни пратеници да ги дадат за преспанскиот договор. И мислам дека вториот круг, ако успева, значи, едната или другата политичка партија да ги мотивира луѓето со конкретни проекти, што засега не ги гледаме многу. Да, не ги гледаме многу, не сме сигурни дека цензусот ќе биде исполнет, а не би сакал тоа да се случи, оти ќе загубиме драгоценно време. Затоа изгледа дека блиску сме до на Јатифи, па нема да биде штета иако немаме сега избор на председател, ама не треба да направиме се не се согласувам. Затоа што стварно значи ги загрозуваме двата процеси многу важни. Не, аз иронично го кажав тоа. Да, апсолутно. Поштовани гледачи, шпатим Јатифи и Мерсин Билали беа гости во отвореното студио. Блок на реклами, а потоа заедно ќе се договориме за што ќе си правиме муабет во граѓанскиот форум. Зарем ова е најдобриот чувар на вашиот дом? Макс, не тоа! Има попаметно решение. Доаѓаме дома. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете технологијата за добро. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Поради преселба на салонот за мебел Nordic Design попусти до 40% на експонати и до 30% за нарачки. Голем избор на гарнитури и трапезариски маси со врвен квалитет и дизајн од добро познатите брендови Клерико, Нубија, Калигарис. Посетете не во салонот на Јужен булевар и nordic.mk. Пелистарка ви подарува апликација.
За здрав живот, здрави навики и здрави одлуки во 2019-та. Календар со спортски настани, културни случувања и празници. Организатор на вашите секојдневни обврски. Подсетник за тоа колку вода пиете во текот на денот. За здрави одлуки во 2019-та. Пелистерка. Магичниот круг на љубовта. Рагуза 360 е современ евент центар специфичен по својата локација и амбиент. Оплеменете со модерен минималистички интериер и нота на софистицираност со цел да ги дизајнира вашите најважни настани на животот.